зборуваме за поврзаноста на диафрагмата со грбот, значи со долниот дел. Прво битно е да разбереме дека диафрагмата е прикачена буквално, значи буквално на трите лумбарни пршлени, каде што најчесто се појавува болки во грбот. Недоволно користење на истата итекако може да резултира со болки во грбот. Дополнително, ако се случат одредени потфаќање на пршлени, нерви, товар, стрес, не е само товар, инаку статистички податоци повеќе од 50% од сите болки во грбот доаѓаат од запушени црева. Чисто информативно, значи се е поврзано. Диета, храна, движење и сето тоа во склоп на дишење. Значи, тука ќе обработиме, значи, практични методи кои што и тоа како влијаат врз омекнување на нервите, значи на нервите кои што тука од внатре на средина сигнализираат болка. Користење на здивот во поголема, подлабока форма, во поголем потенцијал, значи пошироко во секоја страна дирекција, значи напред-назад, лево-десно, ама и горе-долу, оптегнување на диафрагмата и тоа како предизвикува, значи омекнување на нервите кои што предизвикуваат, кои што сигнализираат на мозокот болка. Ќе пробаме различни вежби кои што докажано влијаат, значи ова не е замена за лекар или доктор, но и тоа како помага во целокупна ситуација на чувството на болка. Значи дишењето е еден скратен начин, природен, со кој што ја менуваме буквално биохемијата во мозокот. Чувство, значи буквално со дишењето ние произведуваме хормони, ендорфини, значи хормоните кои што сигнализираат чувство на пријатност или непријатност, ние можеме да го инфлуенсираме или афектираме. Значи буквално да го зголемиме чувството на пријатно чувство, а да го ублажиме непријатното дискомфортно чувство. Сега да преминиме во практично обавување на исто тоа. Значи, прва вежба. Најдобро е да се седни во тотално опуштена состојба, значи каде грбот е целосно, комплетно опуштен. Значи, да немаме никаква дополнителна сила, значи, каде што јас го држам грбот исправен. Значи, или да се потпрам на нешто, не права столица, туку нешто вака, како фотелја, значи,